Македонецот се соочува со сериозен проблем. Упорен е да биде европски, прозападен и никако не ја прифаќа славјанската или попрецизно филозофијата на русофилството, како единствена шанса за идентитетски спас и препарод. За него тоа е значи рушење на неговиот имагинарен свет, каде што он се кае што се родил као македонец или било што, а не се родил како неговите имагинарни ликови од Холивуд филмовите. Проблемот е тоа што се уште нема добри филмови од Москва или од Киев, но секој добар и незаведен македонец умее да направи сценарио. Евентуално би можело да му помогне на љубимиот од Кремљ, да ја оствари конечната победа за сите нас. Ако Владимир Путин и неговата администрација оди решително до крај да ја спроведе таа операција на денацификација, тогаш тој не смее да сопре докаде што е сега, затоа што направил само освојување на територии, но не направил денацификација. А таа дефинитивно мора да се случи. Не само тој процес, туку потребно е на целиот тој залуден свет, кој одамна застанал да му се каже не и да се избегне таа идеолошка матрица да се инфилтрира по нашите редови. Атинската и школата на Рим ти се школи на перверзија, хомосексуалност, оргија, комплетно духовно паѓање. Кај да копнете, што и да најдете археолошки локалитет од Атинската и Римската школа, се позите во сите можни варијанти, па историјата, јас сум гледал ископување. Сето ова знаење не е паднато од небо, ниту е неподкрепено. Базирано е на референции од авторитети, кои нечии цензорски банди постојано се обидуваат да ги омаловажуваат како релевантни авторитети. Ја споменувам нобеловци, споменувам научници, споменувам ова. Они се собрале стрелјачишта таму, си ги мирисаат прдежите и они факти проведуеле. Сидите бе, носите се бе, ненормално. Една од тие вистини е навистина битка и привлечена, иако ја третираат како обична алтернативна теорија која екзистира само некаде на Балканите и за неа не постојат никакви лингвистички докази. Таа неумоливо ја карактеризира суштината и генетскиот код. Хомер, Илијадата и Одисејата ги пишува на пелазгиски јазик, кој што е многу поблизок до денешниот македонски јазик, отколку до грчкиот. Грците тотално, значи грците во тоа време ја го преведувале Хомер. И на крајот, дали е тоа така или не, останува да лебди. Кој лаже, а кој ја зборува вистината? Тој што има вошки. Не, него тој што го спречува другиот да збори. Тој што го спречува другиот да збори е тој што лаже. Демократско право е да се каже својата вистина, уште поголем подвиг е таа да биде јавно презентирана. Меѓу сите вистини, секој има право да реши во кое од незините отстапувања ќе верува. Оти и лажната, за убедените, сепак се останува вистина.